Изграден во 1901 година, музеот Гарднер содржи над 15.000 уметнички дела, собрани од покојната Изабела Стюарт Гарднер. На 18 мај 1990 година, музеот стана жртва на историски грабеж. Иако беа украдени само 13 уметнички дела, вкупната вредност чини над 500 милиони долари. Иронично, во времето на грабежот, музеот го ажурираше застарениот безбедносен систем. На ноќта на грабежот, двајца неискусни чувари беа на должност. Едниот чувар по име Ричард Абат беше дел од рок бенд. Тој свиреше преку ден, а ноќе работеше како чувар во музеот. Според собствено признание, понекогаш се појавувал на работа пиен или пак пиво пред да дојде од настап. Сепак Абат инсистираше дека бил трезен на ноќта на грабежот. Во околу 00:54 часот, половина час пред крадците успешно да влезат во зградата, на третиот кат од музеот се вклучил противпожарен аларм. Кога се истражувало, се утврдило дека таму немало пожар. Дали ова бил дел од шемата на крадците непознато. Во 1 час и 24 минути, двајца мажи облечени како полицајци влегле во шалтерот за обезбедување, каде што бил сместен Абат. Мажите изјавиле дека реагирале на повик за нарушување на редот и побарале влез. Во соседството се одржувале забави за денот на Свети Патрик, па повикот за нарушување на мирот му бил логичен напад. Абат ги протнал двајцата полицајци низ влезот за вработени, кршејќи го протоколот на музеот. Потоа еден од мажите му рекол на Абат, цитирам: "Изгледаш познато, мислам дека има потерница по тебе." Излезе од таму и покажа некаква идентификација. Абат бил измамен да го напушти својот контролен шалтер кој го имал единственото копче за аларм кој веднаш би известило полицијата. Потоа му било наложено да се сврти кон зидот и да стои со расширени нозе. Абат се сеќава додека му ставале лисици, му било чудно што не бил претресен однапред и тогаш му текнало дека ова можеби е грабеж. Во тоа време пристигнал и вториот чувар кој исто така бил уапсен. Вториот чувар прашал зашто го апсат, а мажите одговориле: "Не ве апсиме, ова е кражба. Не создавајте никакви проблеми, нема да ве повредиме." Чуварот тогаш одговорил: "Не грижи се, не ви плаќа доволно за да сакам да се повредам." Главата, рацете и нозете на чуварите им биле врзани со селотейп. Детекторите за движење во музеот покажале дека крадците потоа дошли на вториот кат, а потоа се разделиле, отстранувајќи разни уметнички дела од зидовите. За време на грабежот се вклучил аларм, наменет да го предупреди чуварот дека некој се приближил премногу блиску до уметничко дело. Крадците го пронашле алармот и го скршиле. Од 2:28 часа наутро, крадците се вратиле на шалтерот за обезбедување. Тие направиле втора проверка на чуварите во подрумот. Потоа ги избришиле снимките што го снимиле нивното движење надвор од страничната врата и на други места во музеот. Во 13 минути се подготвиле за земјинување, носејќи ги сликите во своето возило во две одделни наврати. Имало сведоци кои се сеќавале дека ги виделе крадците во близина на музеот, седејќи во црвен хеџбек. Од 13 украдени предмети, значајни парчиња вклучувале 3 слики на Рембрандт и позлатен орел од знамето на Наполеон. Се обиле да земат и четврто парче на Рембрандт, но очигледно било премногу тешко да се отстрани. Некаде помеѓу 6:45 и 8:15 часот наутро, чуварите од утринската смена се појавиле на работа, не можејќи да влезат во музеот, што го натерало заменик директор за безбедност да ја повика полицијата. Во 8:30 часот наутро полицијата се појавила и ги открила двајцата чувари кои биле врзани со лисици во подрумот. И покрај тоа што носеле ракавици што спречувале со оставање од печатоци од прсти, крадците не ги покриле своите лица, што им овозможило на чуварите добро да ги видат. Сепак чуварот Абот не можеше да се сети како изгледале мажите кога го праша полицијата во Бостон. Абот вели дека полициската скица што ја опишал беше ужасна. Иако во 2005 година Абот спомнал дека еден од нив изгледаше како полковникот Клинк од Хероите на Хоган. Тоа е се што можам да се сетам. Некој се прашува зошто крадците оставиле за себе парчиња кои очигледно вределе повеќе, како Микеланџело и Тицијан, и зошто поминале толку многу време обидувајќи се да земат еден непознат предмет како што е филијалниот орел. Еден интересен развој што се случи во април 1994 година е кога музеот доби анонимно писмо во кое се тврдеше дека авторот ја знае локацијата на уметничкото дело. Кој да го напишал писмото изгледаше дека има одлично познавање на украдените дела и на уметничкиот свет. Анонимниот пишувач изјави дека делата се безбедни во контролирана средина, но музеот мора да действува брзо бидејќи купувач во друга земја кој не бил свесен дека делата се украдени, може да ги купи и да побара законска собственост. Авторот побара 2,6 милиони долари за да се забрза враќањето на уметничките дела. Музеот се согласи. Музеот потоа доби второ писмо, а авторот беше задоволен што е заинтересиран за преговори, но беше обесхрабрен од локалната полиција која ги извести федералните власти. Авторот на писмото додаде дека дури ако нема начин да успеат во преговорите, ќе дадат некои индици за тоа каде се наоѓаат уметничките дела. Откако ја представивме кражбата и ги објаснивме деталите што се случиле пред и после неа, сега е време да влеземе во теориите за тоа кој е најверојатниот крајец и што се случило со уметничките дела. Првата теорија сугерира дека крајец по име Бран Макдевид бил одговорен за злосторството.
Мекдевит извршил сличен грабеж на уметнички дела во 80-тите години, кога киднапирал камион на FedEx и го предозирал возачот со етер. Носејќи униформата и носејќи се во теј, Мекдевит планирал да ги пронајде вработените во музеот во колекцијата Хайт во Глен Фолс, Њу Јорк, и да исече слики од нивните рамки. Смешно што Мекдевит и неговите соучесници се заглавиле во сообраќајот и пристигнале како музеот затворил, со што им се попречиле плановите. Мекдевит отслужил неколку месеци затвор за обид за грабеж. Мекдевит исто така живеел на околу 10 минути возење од музеот Гарднер за време на грабежот. Тој бил испрашуван од FBI во 1992 година, а подоцна и пред порота. Но неговиот адвокат вели дека не постои никакви докази кои го поврзуваат неговиот клиент со грабежот на музеот Гарднер. Втората теорија предложува дека грабежот бил местенка. Ова би објаснило како крадците знаеле каде се наоѓа единственото копче за аларм, а исто така и нивото знаење дека уметничкото дело нема сензори за антикражба. FBI тврдеше дека чуварот Ричард Абат е се уште осомничен. Сомнежот оди подалеку од тоа што Абат не е извршил својата работа, како што споменавме претходно. Абат не може да се сети на лицата на крадците кратко по грабежот. Исто така и покрај тоа што крадците не успеале да ја уништат опремата со сензори за движење, сензорите за движење чудно не ги снимале каците на првиот кат, каде што било украдено едно парче. Но истиот сензор го забележал Абат во таа соба пред да пристигнат крадците. Абат го прекршил безбедносниот протокол на музеот, дозволувајќи му влез на маскираниот полицаец. Правилата на музеот забранува влегување на неовластен персонал. Абат наведува дека не бил свесен за тоа правило, но ова не бил прв пат Абат да го прекрши протоколот. Не на новогодишните забави на музеот, Абат примил неколку пријатели внатре, потеку изгледа прилично безопасно, но тоа не важи за неговото трето кршење на протоколот. Видео објавено пред 5 години го покажува Абат како дозволува влез на неовластен посетител ноќта пред грабежот. Од полицијата верува дека ова лице можеби го скинирало подрачите за да се обиде да го пробие. Абат вели дека не се сеќава на овој посетител и покрај тоа што е фатена снимка. Третата теорија ни доаѓа од холандскиот приватен истражител Артур Брент, експерт за меѓународни уметнички зострарства. Во своите импресивни напори да ја врати украдената уметност, Брент се представил како милионер од Тексас, представи на шејци и принцови како и општ криминалец. Во еден случај тој преговарал со криминални банди за да ги врати уметничките дела во вредност од $25 милиони. Од 1991 година, една година по кражбата, Артур Брент стекнал слиги од украдените уметнички дела во складиште некаде во Холандија. Во 2010 година Брент слушнал дека делата се во посед на член на Ирската републиканска армија. Како работеше на случајот со FBI околу 12 години, Брент теоретизира дека сликите првично били украдени од ситни крадци, а тие ги продале на членови на американски банди, кои потоа веројатно во средината на 1910 година ги испратиле парчината во Ирска до некои високи команданти на Ирската републиканска армија. Брент проценува дека може да ги врати парчината за неколку месеци, но нема да даде детали за причината и верува дека истрагата и трагите, цитирам, го стеснуваат кругот. Под паролката на FBI, Кристен Сетера изјави, цитирам, FBI верува со голема сигурност дека ги идентификувавме одговорните за кражбата, иако се уште не знаеме каде се наоѓа уметноста во моментов.